Здраво, до мене еден млад човек кој што сега ќе ви се представи. Здраво, јас се викам Антонио, доаѓам од Скопје и би сакал да споделам една ситуација од мојот живот, кој што Каква ситуација? па ситуацијата од мојот живот од минатото и каков ми е животот сега, да направам една споредба, бидејќи има голема разлика. Како секој млад човек, верувам дека сите имаат некаква ситуација во животот, проблем со кој што се соочиле, исто и јас. Каков проблем на се многу соочи? млади години се соочив со пороци пред све како алкохол, цигари, ама помалце покасно дојде и порокот дрога во мојот живот, кој што ме држеше заробен многу долги години, скоро 10 години. И што преземаше околу таа зависност? Па првите неколку години беше добро, знаете, оние кул работи, модерни работи, но после тоа очекав како почнам да тонам во нешто од што не сакам да бидам дел, ама морав, како викаат и меѓу народот, прво зашто сакаш, после зашто мораш. Да. И сакав да најдам излез од тоа, ама излез некако не се и наоѓаше. Да. Дали беше на психијатар, дали некое духовно лице, нешто побара да, помош? има, знаете, кога бара човек помош, се обраќа кај повеќе луѓе, на различни места, повеќето од нив духовни луѓе, но никој од нив не ми даде некој резултат. Се до моментот каде што преку еден мој пријател осознав за Константин Кашаров, кој што на истиот пријател му има помогнато за друга ситуација и Константин Кашаров. да. Конкретно што можеш да ни кажеш, каков човек е? Па после сето ова, како се случи да се сретнам со него, многу мина ќе речат он е духовен човек, он е на магистер, он е на пастор, но за мене представува пред све човек полн со љубов, едно срце полно љубов, кој што пред све знае да ги ислуша луѓето, а исто така и да им помогне. Како ти помогна, како излезе од оваа Еве вака ситуација? подетално ако може, во кратки црти, значи Константин Кашаров воопшто не е човек што хипнотизира, нормален човек пред све. Смешно е тоа што некои луѓе можеби така го представуваат, го замислуваат, но едноставно јас кога отидов, кога се сретнав со него, единствено нешто што ми го кажа Константин Кашаров беше: ја не можам ништо да направам, јас ќе се молам за тебе. И за мене беше тоа фасцинантно, бидејќи бев опричен со луѓе кои што не знае ниту за молитва, уште помалце па за молитвата во името на Господ Исус Христос. Како се одвиваше тоа? Ти беше на некој третман? Бев на молитва, ме повика Константин на молитва, Така. како што испомнав и реков, бидејќи ми беше фасцинантно, реков, ај бев на толку места, ќе отидам и тука. Пред све беше само уште едно место за мене представуваше, но нешто ме натера да отидам и на моментот кога отидов на молитвата, кога уште почна да се молат луѓето таму, пред све Константин Кашаров за мене, без претходно ќе повторам да ме хипнотизира или некои други техники, едноставно беше едноставна молитва, кратка молитва во името. Што направи? Што почувствува во моментот? Во моментот почувствував некоја пред све жал зашто сум го правил тоа сите тие години уназад, а после тоа и една топлина која што ме облеа. Интересното беше што откако излегов после молитвата, немаше некои специјални ефекти таму, но после неколку дена увидов дека јас немам кризи. Обично луѓето што се на пороци од даден имаат кризи и тогаш кога се обидуваат да престанат со нив. Дали сега се зависник од друг? Не, никако. Од тој момент како престанав после терапијата, јас никад повеќе не земав дури ни да пијам алкохол, ниту да се дрогирам, дури ги откажав цигарите, што беше едно прекрасно чувство. Што би им препорачал на младите луѓе? Би им препорачал на младите луѓе: животот е убав. Животот не го трошете во телесни задоволства. Бидејќи животот е убав, живејте го во радост. Но во радоста во Господа Исуса Христа, зашто таму е цела полнота.